Додека се повеќе земји низ светот инвестираат во модернизација на патната структура, Македонија со радикално решение прекинати се реконструкции на најголем дел на улиците низ државава, со која цел ќе видиме од репортажата на нашиот колега. Се наоѓаме на булеварот Партизански одреди, каде што во моментот е прекината реконструкција на една од улиците. Како што може да забележите, работниците веќе си одат под дома. Ја собираат својата машинерија. До мене е директорот на судбини, патишта и раскрсници. Тој ќе ни објасни што поточно се случува овде. Зошто е прекината реконструкцијата на сите улици во Македонија? Здраво. Ние од судбини и патишта и раскрсници долго време размислувавме како да ја мотивираме македонската автомото индустрија, а при тоа да го намалиме трошокот за кинеска работна рака и останати екстремитети. После навистина тешко размислување, ние решивме да не ги санираме дупките по улиците, бидејќи тоа е сизифов труд. Мислам, види, ти колку и да сакаш да си ги покриеш дупките, ќе ви излезе нова дупка. А што значи тоа за македонските возачи? Да, од преска чекав ова да ме прашате. Види, знаете дека нас лично од секогаш безбедноста на патиштата не била ставена на пиедестал. Така да статистиката тоа го покажува. Ако имаш дупка, ќе возиш многу побезбедно и многу поспоро. А тоа, логично, е и многу поекономично и поевтино него ли да плаќаме лежачки или клечачки полицајци. Добро, пред да продолжиме, предлагам да ги слушнеме граѓаните и нашата анкета. Па, пола сат. Не е времето многу битно, не времето, парите се битни. Тоа треба стручњаците да го кажат, тоа не можеме ние лаиците. Како очекувате граѓаните да се справат со овој финансиски товар? Па очекуваме лесно да се справат, бидејќи ние ќе имаме владени субвенции со кои што ќе можете многу лесно и едноставно да ги замените старите амортизери за нови хидравлични амортизери. Овие нови амортизери се инспирирани од латинокултурата и со помош на овие нови амортизери граѓаните ќе можат не само денеска нови дупки што вие ги гледате, туку и во иднина. Кога ќе се нови дупки, граѓаните ќе можат лесно, без проблеми и веќе навикнати да се возат по дупките. Тоа ќе е вистинско задоволство. Благодарам. За вчерашни новости и дупките во Македонија, Ланчо Пашазотов. Пашазотов, фала ти, ние продолжуваме со вчерашни. Останете со нас.